Изборниот резултат причина за жестока кавга во редовите на СДСМ. Откако Државната изборна комисија вчера практично ја потврди победата на ВМРО, ДПМН и коалицијата по прегласувањето во избирачкото место во Теарце, кое не донесе промена на бројот на мандати од предвремените парламентарни избори на 11 декември, членството на Социјалдемократскиот сојуз со бројни реакции и жестоки расправи кои се пренесоа и на социјалните мрежи. По изборниот пораз на СДСМ и ЗАЕВ, јавноста и сопартиците очекуваат лидерот и поразената партија да превземат политичка одговорност. Обвинуваат дека се она што го прави СДСМ е напад на шминка на грдо лице. Некогашниот председател на градската организација на социјалдемократите и некогаш близок пријател на екс-лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, Љупчо Палевски, на социјалните мрежи напиша: "Со бомби пола свет во поддршка со кеш и цела ција позади, да изгубиш избори, а при тоа да објаснуваш дека си победил е подценување на граѓанството. Ќе заборавев, и левица е крива, сите ви се криви." Тој смета дека за скопјани да бидат масовни, потребно е градска организација, не селска како што пишува. Покрај него голем број од поддржувачите на опозицијата вината за изборниот пораз на СДСМ ја гледаат во ЗАЕВ и сегашното раководство на партијата. И додека едни бараат одговорност и оставка на опозицијскиот лидер, други ревносно го бранат на социјалните мрежи и ја напаѓаат скопската организација. Зонка Челебиева од Струмичкиот огранок на СДСМ коментира дека жално е што дел од членството го плука ЗАЕВ, бидејќи според неа тој животот си го ставил на коцка за доброто на Македонија. И со Црвенковски ли бевте селска организација, едноставно не сте способни да победите. Оти не побаравте одговорност од скопските пратеници кои 10 години ве представуваа, или тие беа доживотни, прашува Челебиева. Според неа од ЗАЕВ не треба да се бара одговорност, бидејќи дошол во Скопје да го разбуди членството. Никаде ве немаше, баравте од нас луѓе да ви ги покриваме митинзите, напиша Челебиева на Фејсбук. Лидерот на СДСМ Зоран Заев јавно пред македонските граѓани изјави дека ако ги изгуби изборите ќе си поднесе оставка. Откако стана јасно дека СДСМ и понатаму останува во опозиција и новата влада ќе ја формира победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН, останува отворено прашањето во јавноста дали Заев ќе го одржи дадениот збор и ќе се повлече од председателската фотелја на СДСМ.